Овој буквар представува своевидно одбележување на оваа година, која што ни е полна со јубилеи. Сите знаеме дека имаме 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден литературен јазик. Меѓутоа, одбележуваме и 80 години од излегувањето на првиот буквар на македонски јазик, 80 години од излегувањето на првото списание за деца на македонски јазик и секако 80 години од постоењето на просветно дело, каде што започнува традицијата на учебникарството во Македонија на сите наставни јазици во воспитно-образовниот процес. Горди сме на сите овие јубилеи, меѓутоа овој буквар ни представува особена гордост, бидејќи се работеше во долг временски период и е прв интерактивен, интегриран и мултимедијален буквар. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што букварот, содржините во букварот, освен што имаат за цел да ги описменат децата и да ја научат македонската азбука, содржините се интегрирани и со актуелната наставна програма во доцната предучилишна и раната училишна возраст и имаат креативни мултимедијални содржини, односно аудиовизуелни содржини кои што се аплицирани во форма на QR кодови во самиот буквар со една единствена цел: децата да го слушаат правилниот говор и изговор на македонскиот мајчин јазик. Повеќе за букварот ќе ви кажат самата авторка и рецензентката во продолжение. Она што ние сакаме да го истакнеме како издавач просветно дело, дека не можевме поинако да го одбележиме големиот јубилеј 80 години од издавањето на првиот буквар со издавање на уште еден нов, модерен, мултимедијален буквар кој што воспоставува нови методики и техники на описменување кај немладата популација. Идејата, навистина, приказната за идејата, всушност, потекна од мојот помал син на едно негово прашање дали на другите планети дечињата знаат што е азбука, дали одат на училиште и дали ги учат буквите. Тоа беше едно негово првично прашање на кое што јас навистина не знаев да одговорам. И така се роди приказната за две дечиња, принц и принцеза. Јас се ги нареков Ас и Бука, принцот Ас и принцезата Бука, од планетата Азбука, како доаѓаат на оваа наша планета на 1 септември и се со цел да видат дали дечињата ги знаат буквите така како што ги знаат тие. Направив тоа беше првична верзија на приказната, се со цел да го задоволам љубопитството на мојот син. Меѓутоа, во разговор со креативниот уредник на просветно дело, Ксенија Маказлиева Трајчева, некако одлучивме дека ова би била добра основа за да се направи буквар кој што би одговарал на потребите на новите генерации ученици, заради тоа што мораме да бидеме свесни дека овие деца кои што сега се во рано училишна и во училишна возраст, сепак се деца на новото време, деца кои што растат со постојано се во допир со најразлични аудиовизуелни содржини, и дека овие деца нивните потреби не можеме да ги задоволиме само доколку им дадеме лист хартија со илустрации. Дефинитивно мора да смислиме начин на кој што тие преку некоја интерактивна приказна ќе влезат во светот на буквите и во светот на описменувањето. Идејата беше приказните, песничките кои што на најубав начин ги напишале нашите познати македонски писатели, например Киро Донев, Сузана Мицева, Ванчо Полазаревски, покојниот Наум Попески, Видое Подгорец и така натаму, да ги ставам во една заедничка приказна, меѓутоа истата приказна да ја раскажам преку кратки видео содржини. Тоа се оние содржини кои што децата со скенирање на QR кодовите можат да ги најдат веднаш, да се поврзат на интернет, односно на YouTube. И на тој начин учењето станува покреативно, поживо, поинтересно, подинамично и гледаме на терен дека на тој начин децата не покажуваат отпор кон учењето, туку напротив им станува забавно. Иако можеби за нас повозрастните генерации ние сме навикнати учебникот, тетратката, моливчето и така натаму, сепак новите генерации имаат нови барања, нови потреби и мислам дека овој буквар барем оптимистички морам да кажам дека барем за почеток ќе ги задоволи потребите на новите генерации дечиња. Ние промовираме ваков буквар затоа што во Инте, односно е потврда, уште една потврда на јубилејната година која што е пред нас. Тоа се 30 години од високо образование за наставници и воспитувачи,
односно 30 години од постоење на педагошки факултет, поточно факултет за образовни науки. Во нашата институција, како домакини, се присутни и други воспитувачи, наши поранешни студенти, сега истакнати практичари, се со цел да промовираме дека ние не застанавме тогаш кога тие беа студенти, ниту стоиме сега. Овој буквар и рецензијата на букварот, за која што еден од рецензентите сум и јас, всушност е и потврда на соработката помеѓу двата факултета, тоа се Филолошки факултет и Факултет за образовни науки, затоа што учебникарската работа е занаетска работа, е занает, мајсторство и затоа најмногу може да зборуваме ние од наставничките факултети. Чест ми е и гордост ми е што го рецензирав учебникот, затоа што на пазарот ќе се понуди еден нов тип на учебници во кој што ќе се вклучи активноста на учениците, активноста на детето, ќе се разбие монотонијата, а тоа ќе поттикне и интерес и љубов кон учењето, кон читањето, кон пишувањето и понатаму ќе се развива како личност. Овој буквар, самиот збор кажува буквар, е наменет за децата од касна предучилишна и рано училишна возраст или, ако сакате, 4-5 години, бидејќи во себе содржи многу активности кои што се во функција на развој на фината моторика на детето, а од друга страна пак има одлични активности и вежбовни активности за да се вежба фокусот на вниманието, кое за жал се повеќе е присутно како губење на внимание, губење на интерес кај раната возраст на деца, и тоа од најрана возраст се појавува овој синдром, може така да се нарече, но овие активности кои што се нудат во букварот се токму во таа функција да се задржи, да се вежба, да се развива моториката, дури и говорот и устното изразување на младата детска личност. Добра комбинација со мобилен телефон и книга. Да, така е, како што каже и авторот, бидејќи на крајот содржи еден прилог со QR кодови во кој што може да се скенираат, меѓутоа не е основно, туку е помошно средство, што за мене има огромна важност, затоа што е дополнување, а сепак е во контекст на техниката која што е присутна и технологијата денес околу нас. Значи, ние не ја исклучуваме, не се враќаме назад, туку правиме одлична интеграција. Букварот е пример за тоа, одлична интеграција помеѓу техниката и пишаниот збор. Значи, вештините, способностите и користењето на техничките помагали. Ваков буквар не, ово е прв.